Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот, емисијата каде што вистината не се цензурира, а гласот на народот не се игнорира. Денес е 9 септември 2025, само еден ден по годишнината на независноста на Македонија. Поставуваме суштински прашања. Дали Македонија е навистина независна? Или е заложник на странски уцени и домашни предавства? И заборавен народ. Со мене во студиото е човекот кој 3 децени гласно зборува за националните интереси на македонците дома и во светот. Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер и добродојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Поздрав до слушателите и гледачите на Гласот на народот. Благодарам. Почитувани, че зборуваме без ракавици, директно и до коска за вистинската независност, за државноста, за народната волја, за суверенитетот и иднината на македонската нација. Уште 2 минути, во рамките на моите 5 минути. Тоа што видовме дека председателот на Советот на Европската Унија дојде, односно во Софија, испрати порака дека која хипокризија, луѓе, верујте ме, мора да го кажам, која перверзија во раскош. Љубавна, не е фраза, али една убава реченица која соодветствува на нивната политика на двоен стандард. Македонија, бе, луѓе мои, што не даде? Даде што ниједна држава не може да го даде. Македонското небо, за да се руши, да не се повторам, знаете, тоа не може никој да го стори. 18-20 акциони планови со позитивни оценки учествуваше македонскиот војник. Го чуваше чадорот и шаторот на НАТО, ве молам, и во Ирак, и Афганистан, и да не бројам. Дури ранети беа македонски војници. Дадовме севична поддршка за нашите соседи од Косово. Стенковеци го направија, дај да речем, каква зона, и земјиштето го загадија, го тепа. Го контаминира, да. Босанската криза. Колку босански граѓани, јас со љубов го кажам, не го прекорувам. Абе, народе мој, простете на ова народно моето артикулирање, дали и натаму треба некој да не мајтапи и да си игра со нас? Господин Мицковски јасно кажа, и му дадов поддршка, и се уште му давам поддршка, со неговите принципиални ставови. Нема да помине ништо што ќе задира на македонскиот идентитет, суштина, национален трезор и сето она. Значи, да беше камелеон, да се вртеше горе-доле, ќе видевме дека во старт тоа ќе го остореше. Со оглед дека сакат во пакет да ја стават Молдова, Украина и Македонија на наредниот период, да речеме 29-30, тоа се околу 5 години. И сега доаѓаме ситуација дали ќе се случи тоа да го прифатиме тој тројански коњ и да речеме ајде, ќе попуштиме на македонците и Македонија и промена на уставот, да не барат бугарите. Па македонскиот народ не пиел нафта, почитувани. Македонскиот народ знае дека ова тенденција е федерализација на Македонија. Им помагаме на албанците. Видовте, и ова уште 25 секунди. Нашиот министер за европски прашања, не знам кој тирански албански град, за разговара. Албанците и нивниот придонес во Европската унија. Господине Музафер, како ли беше, представете, ако сгрешим името, чиј министер сте вие? На Албанија, на Косово или на Македонија? Чуму идете? Идете приватно.
Идете во чисто ко физичко лице, разговарајте, журка правите, одите во валона, играте некој валц, играте нешто, некоја игра таму на плажите. Но немате право како македонски министер да ги представите само албанците на некои конференции. Еве, јас ви испрачам покана и порака и да дојдете кај мене во емисија да разговараме на оваа тема. Толку од моите 5 минути може да му земав нека минута на соговорникот, че ја дадам целосна емисијата, не да ја води да даде многу голем придонес. Мојата почитувана режија е со нас, тоа се Владимир, тоа е Срđan и Благоја. И еден джингл барам и официјално почнеме. Останете со нас. Клучот на демократијата. Да. Правиме некој ретро, дека иде шпицата, да, 4 век, навистина треба да се почитува. Меѓутоа, не само форма ради, туку од се срце. Без гласот на народот, веруете ми, македонската демократија е празна нула. Господ Петров, вие сме од 2 минути, вашите се минутите, насловот го дадовме македонците за независноста на Македонија, или поднаслов, рече македонците во татковината и светот за независноста на Македонија. Вчера бележивме 34 години од независноста. Јас во мојата концепција и стратегија на како прашање поделив на 3 циклуса. Првиот е политичкиот од фалсификат и заборавот. Кој ја краде вистинската приказна за независноста од 8 септември 1991? Најпрво ќе им честитам на македонците пороти државенство од сите делови на Македонија во светот и татковината. 34 години од независноста на државата Македонија. Така? Кој ја краде независноста на Македонија? Македонското прашање е без почеток и без крај, затоа што Македонија е вечна тема. Со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година, после Балканските војни во 1912-1913 година, не е решено прашањето, туку конечно е затворено. И Балканските војни, и Првата светска војна се окупаторски војни во Македонија. Тие не се ослободителни војни. За жал мобилизирани се домородните македонци во српската, бугарската, грчката војска, спротиставени во разни сојузи, се убивале едни со други. Таква беше судбината и на Кајмакчалан во Првата светска војна. Еве на 28 септември треба се одбележи годишнината од договорот во Солун, кога почнува почетокот на крајот на Првата светска војна во 1918 година со затварање на Македонскиот фронт. Иако србите на Кајмакчалан си го слават тој настан, таа битка како ослободителна. Соодветно и Бугарија, бидејќи биле спротиставени сили. Меѓутоа, Македонија и во поранешна Југославија возобнови дел, вардарскиот дел, во државноста на Република Македонија. Иако и првото заседание на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија АСНОМ со своите акти повикува на ослободување и обединување на Македонија во етноисториските граници. Затоа во последните амандмани од 2019 година Грција побара, нашата сервилна марионетска влада желот им ја исполни. АСНОМ го избриша од преамбулата на уставот на државата Македонија, за да се избрише таа историја од колективната меморија на македонскиот народ. Делегати на првото заседание на АСНОМ немаше само од вардарскиот дел на Македонија, туку од сите делови на Македонија, бидејќи поривот беше
ослободување и обединување на Македонија. За жал, надвладеа интересите на големите сили, но останаа границите од Првата светска војна, меѓутоа македонците во сите делови на Македонија се бореа заедно со партизанските движења. Иако предводени од комунистичките партии, не затоа што сме креација на комунизмот и комунистичката интернационала, туку затоа што комунистичките партии водеа национално-ослободителни војни наспроти монархофашистите кои беа на власт во тие држави. И тие војни ги изгубија. Македонците се вградија во темелите на државноста затоа што македонските партизани со бугарските, со грчките, со српските, со албанските ги ослободија од нацифашизмот и Албанија, и Бугарија, и Србија, и Грција. И затоа и ним правата и слободите како еднакви со еднаквите и рамноправни со рамноправните со останатите државјани на соседните земји на државата Македонија. Меѓутоа, повторно реков дека македонското прашање без почеток и без крај, затоа што Македонија е вечна тема. Дисолуцијата на поранешна СФРЈ повторно ја отвори темата Македонија во 1990 година. Затоа што окупаторите на Македонија и на деловите од македонскиот народ, културата и историјата на Македонија затекната на окупираните делови ја инкорпорирале како државна култура и историја на Србија, Бугарија, Грција, Албанија. Повторно анимацијата на темата Македонија со дисолуцијата на поранешна СФРЈ го отвори повторно македонското прашање во целиот спектар на сите дилеми околу него, затоа што ја подкрена агресијата кај соседните метрополи против Македонија и македонскиот народ. Именно кај нив размислувањето. Што ќе остане од нашата култура и историја ако Македонија воспостави ексклузивно право врз културата и историјата на Македонија со државноста на републиката во актуелните геополитички граници. И затоа единството меѓу нив во агресијата по сите основи против Македонија не ни признаваат име, народ, држава, култура, историја, територија, граници, црква, по сите основи негација. Затоа и договорите со марионетската влада, која со шарената револуција беше инсталирана, токму за да се санкционира Букурештскиот договор од 10 август 1913 година, договорот од Заев Борисов од 1 август 2017 година и договорот Димитров Кодзијас од 17 јуни 2018 година, кои што не представуваат ништо друго, туку грубо кршење на меѓународното право, а во основа имаат Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја, чии ментори ќе бидат, чии администратори ќе бидат Атина и Софија. И тоа се случува. Затоа прво прашање од спроведувањето на тие договори беше формирањето на меѓувладините комисии, македонско-грчка и македонско-бугарска, за ревизија на македонската историја. А ако се сеќаваме добро, своевремено бугарската министерка за надворешни работи Пандора Бакојани кажа: ние еднаш историја за Македонија на грчката министерка за надворешни работи. Кажа, ние еднаш историја за Македонија напишавме. По втор пат, неизина ревизија, нема да вршиме. Тоа прашање за нас е затворено. И за жал се случи тоа што не би требало. Имено договорот Димитров Кодзијас, ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија го пренесе на Грција, владата во Атина. И затоа во меѓународната заедница македонци се грците, а ние сме, за жал, северно-македонци. Нов идентитет. Зошто тоа го велам? Затоа што по меѓународно право името на државата е идентитетот на нацијата. Националност по меѓународно право значи државјанство. И затоа имаме Организација на Обединетите нации, а не Организација на Обединетите држави.
Organization of United Тука на Nations. запирка да дадам. Тука сме кај Обединените нации. Не случајно ми е чест што се со мене вечерва и сведок да посведочи за тој документ што македонската држава во времето на Киро Глигоров добила апликација, како и поранешните држави, да аплицира за континуитет во Обединените нации. Петров, ве молам уште еднашка. Јас само уште 35 секунди. Во вчерашната колумна кажав јасно, најголемите грешки на Киро Глигоров е тоа што 1992 година јасно за CNN кажа дека нееме ништо со античките македонци. Второ, срамната референца БРМ ја прифатил и дека век презир со вика. Па се префрлуваат топките. Бранко потпишав документот. Он вете дека ќе трае само 2 месеци. 2 месеца. Меѓутоа остана 20 години. И основното најсилно е Изетбеговиќ Глигоров платформата. И ве сега 35 години, колку се навршва 30 години од атентатот, што јас не го прифаќам дека Слободан Милошевиќ му намести атентат, ви се молам. Ако тој е добар нивни пајташ Глигоров со Милошевиќ сите тие работи, не може да го бие. Значи, тоа е за друга прилика, ќе разговараме на таа тема. Еве, во контекст ова четвртата теза или факт, кажете зошто Глигоров не ги даде документи. Таа, ве молам. Јас може да кажам само еден настан од таа историја. Имено, кога добивме одговор од Европската Унија дека би ја признале државата, меѓутоа без зборот Македонија во незиното... Тоа зборби за Лисабонската? Да, Лисабонската декларација. Собранието на Македонија донесе одлука за членство во Организацијата на Обединетите нации и го овласти председател на државата да ја поднесе апликацијата. Тоа беше некаде средината на 1992 година. Меѓутоа, кон крајот на 1992 година, почетокот јануари 1993 година, јас и тогаш бев председател на Светскиот македонски конгрес, некој, веројатно македонец од Њујорк, следејќи ги пресконференциите на портпаролот на генералниот секретар, ми прати факс од една пресконференција на која што му беше поставено прашање на портпаролот на генералниот секретар докаде е постапката за членство на државата Македонија во Обединетите нации. Портпаролот на генералниот секретар одговори таа држава се уште нема поднесено барање за членство во Обединетите нации. Крајот на 93-та, така? Крајот на 92-та, почетокот на 93-та. А Бутерос Гали беше тогаш генерален секретар. И знам дека ја добив пресконференцијата, ја умножив и ја поделивме. Стана паника меѓу пратениците, ВМРО ДПМН побара веднаш да се свика, да побараме свикување во редна седница, да добиеме одговор зошто 6 месеци од кога собранието донесе одлука, председателот се уште ја нема доставена апликацијата за членство во Организацијата на Обединетите нации. Знам, тогаш беше некаде 8 јануари 1990 година, седница на Светскиот форум, економски форум во Давос. Председателот таму беше, не беше отсутен од државата. Меѓутоа, на главните вести беше соопштението од неговиот кабинет, затоа што на пратениците од ВМРО ДПМН им реков, чекајте, ќе почекаме, добивме извештај од пресконференција на портпаролот на генералниот секретар, меѓутоа, ако си ја имат мувата на главата, сами ќе се јават. И вечерта во главните вести на македонската телевизија во 19:30 прва ударна вест беше: некои се служат со манипулации дека не сме поднеле апликација за членство, меѓутоа била поднесена, стигнала на втори кат, требало да се однесе на 10-ти кат, па оттамо во не знам која канцеларија. И еве, за да ги расчистиме тие дилеми, кабинетот на председател известува дека денес, 7 јануари беше 1990, уште еднаш доставивме апликација за членство во Обединетите нации. Реакцијата на ВМРО ДПМН и нашата како независни пратеници, моја лично, бидејќи ја дистрибуирав таа информација,
беше задоволително затоа што го изнудивме председателот да ја поднесе апликацијата за членство и од тогаш почна постапката за членство на Македонија во Но, господин Петров, доколку ние по континуитет се слушаме како и Хрватска, и Србија, и сите држави, значи тие го добиле статусот на членство на Обединените нации по дефолт, бидејќи Југославија беше еден од конститутивните... Европската унија ги признаваше републиките од поранешна СФРЈ една по една. Единствено Кина постапи принципиелно, како постојана членка на Советот за безбедност, ги призна сите Пакет. републики како еднакви правни наследници на поранешна СФРЈ Југославија. Па ние не бевме унитарна држава, ние бевме федерација, бевме Едно исто. на 6 држави. Ние и во поранешна СФРЈ Југославија имавме југословенско државјанство. Меѓутоа, во законот за југословенско државјанство беше утврдено дека сите републики имаат и републичко државјанство. Така. Затоа што бевме држави обединети во федерација на која пренесовме дел од својот суверенитет, одбраната, надворешните работи и економскиот Најкруцијално систем. прашање, значи, доколку бевме аплицирале и добивме статус на членка на Обединетите нации, дали ќе се случаја Лисабонска декларација и ред натаму, каде што ни се оспорило името и така натаму да дојдеме до БРМ и уште ова, значи со сведоштво на господин Васкил Тупурковски, лично во мојата емисија и за мене, изјавил дека 1994 година тогаш советник на Борис Јелцин беше сегашниот председател Владимирович Путин. И разбрале, ова не е приказки пред сред село, као некои што љубат да во пежоративна форма да го пренесуваат, туку лично господин Тупурковски као специјален пратеник на Кирил Григоров замина во Вашингтон. И разбрале русите дека американците ќе не признаат извршна наредба од Џорџ Буш постариот, а Джеймс Бейкер беше во собата, во валната соба со господинот Буш. А во другата соба беше Семил Бергер за национална безбедност и Васил Тупурковски. Извршната наредба тогаш беше начин на комуникација беа со факс, испратена од господинот Џорџ Буш. Reject или одбиено беше од кабинетот на Кирил Григоров. Па, видите, не случајно американците, кога беше референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа иницииран од Светскиот македонски конгрес во 2004 година, не случајно на 4 ноември ја призна Македонија под единственото државно име кој се состои само од еден единствен збор Македонија. Андов протестираше, не сме ние држава Македонија. Меѓутоа, еве да подсетам во контекст и на вчерашниот ден на независноста, што гласа народот и граѓаните на референдумот одржан 8 септември 1991 година. Референдумското прашање гласеше и се уште дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, запирка со право да стапи во иден сојуз на суверените држави на Југославија. Завршен цитат. Единствен амандман кој што го прифати собранието за да излезе од дилемата за статусот на државноста беше амандманот на независниот пратеник Тодор Петров. Имено се манипулираше, се шпекулираше дали ПДП ќе гласат за референдумското прашање, бидејќи првиот нацрт на прашањето беше дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, запирка со право да стапи во сојуз на суверени држави на Југославија. Дилемата беше дали да напишат 6 републики или 8, ако преодицира ПДП за да изнудат решение за статусот на Косово и Војводина. За да се надмина таа дилема, остана отворено и висеше референдумското прашање како да се прецизира. Бидејќи во македонскиот јазик членувањето на именката го определува бројот на субјектите,
предложив еден амандман, зборот суверени, наместо да се нотира 6 или 8 суверени држави, да се замени со зборот суверените, за да се знае дека освен овие 6 други не може да има во некоја идна Југославија. Со образложение, кој што го дадов на амандманот, доколку една република ја напушти Југославија, Македонија нема да остане во редуцирана или асиметрична федерација. И собранието едногласно го усвои тој амандман. Меѓутоа, како независен пратеник Тодор Петров одигра историска улога при печатењето на гласачкото ливче за спроведување на референдумот. Како? Бидејќи сите врати за мене беа отворени, бев независен пратеник, печатницата за печатење на гласачките ливчиња беше во подрумот на собранието. Отидов да проберам како се печатат ливчињата. И денеска е така? Не знам каков е распоредот на собранието, дали на друго место се наоѓа печатницата, меѓутоа таму беше сместена во подрумските простори. На мое лично разочарување, тиражот веќе беше отпечатен на гласачките ливчиња за цела Македонија. Кога проверив текстот на референдумското прашање, видов дека мојот амандман Отпадно. не е вметнат во текстот на референдумското прашање. Какви се последиците? Со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија, неопределен број на субјекти, и ако тоа гласачко ливче одеше на референдум, Македонија, некои сили, структури, меѓу нив Стојан Андов, ќе бара Македонија да влезе во редуцирана федерација со Црна Гора и Србија. Меѓутоа, суверените држави на Југославија, се знаеше амандманот мој со образложението, ако и една република ја напушти Југославија, Македонија нема да остане во редуцирана или асиметрична федерација. Успеавте да ја... Велам, кој ги кажа да го печатите ова ливче, па вика кабинетот на председателот Андов. Прекинете, велам, треба да расчистиме нешто. Тидов во кабинетот на Андов, направи скандал и му кажа овој скандал ќе излезе во медиумите, да се прекине печатењето на ливчињата, се отпечати новото гласачко ливче со вистинското прашање што го утврди собранието на Македонија, дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, заприка со право да стапи во иден сојуз на суверените држави на Југославија. Целиот тираж го фрлија, се препечати новото гласачко ливче како што го усвои собранието и така отиде на гласање. Истиот Андов, се сеќавате, јавноста да подсетиме. Па Андов не беше присутен на денот на не беше гласањето. присутен, отиде во Грција. Преку дојрадија. Андов ја осудуваше тужбата против Грција до Меѓународниот суд на правдата во Хаг заради тоа што не се прифати членството на Македонија, се донесе одлука за членство во НАТО, додека не се промени името на државата. И Андов беше против, бараше да се повлече тужбата, тоа ќе и донесе штетни последици по државноста на Македонија. За среќа, Меѓународниот суд на правдата ја прифати тужбата и практично донесе пресуда против Грција. Иако ниту еднаш не ја искористивме таа правна позиција на Македонија, дека членството на Македонија дека името на државата не предуцира територијални претензии. Специјалната Бадентерова комисија на Европската унија, составена од председатели на 5 уставни судови, председател беше на комисијата председателот на францускиот уставен суд, утврди дека Македонија и Словенија утврди без дилема дека името Македонија не преюдицира територијални претензии кон било која држава, односно кон Грција. И ја принудија Грција, сметајќи дека како свесна држава ќе ги почитува одлуките на Меѓународниот суд на правдата, дека ќе ја почитува пресудата, може да протестира, таква беше пресудата. Грција може да протестира ако нам не се обраќаат како Македонија при членство во меѓународни организации, зашто не поранешна Југословенска република Македонија. Меѓутоа,
незината реакција не може да суспендира одлука на меѓународна организација да не примат под името Македонија. Имаме уште 15 минути, меѓутоа сакам у 2 минути да дадеме една обична завршна реч на овој циклус прашања. Колку не чинат ваквите, за мене, антимакедонски изјави, земајќи го Киро Глигоров со тоа дека не сме ништо со античките грци, дека виш повеќе претендираше за платформата 4+2, дека господинот 2+2+2, Да. платформата Изебеговиќ Глигоров. Господинот Тупурковски во истата емисија му велеше на 7, ви се молам гледачи, почитувани на 7 септември, ден пред референдумот. Беа, знаете, со матуранти ги викав, у Хаг, да ја спасат Југославија. И му вели Тупурковски, Киро, шо бараме тука? Утре имаме референдум. Ај, цели уште малце да се обидеме. Значи, зашто таквите политичари беа со акламација изгласани, еве го Јандов, не веруваше дека младите ќе создадат држава, па побегнал за некој грчко село преку Дојрани, оти не веруваше во независност на Македонија. У минути и пол само да одиме за македонците светот. Па, интересите на туги и други метрополи за еднината на Македонија и македонскиот народ. Тие еднаш ја поделиле не за да го решат, туку да го затворат македонското прашање. Па замислете, 1924 година Атина склучува договор со Белград и даваат без надомест да го користи Солунското пристаниште Србија 50 години до 1974 година во мандатот на поранешна СФР Југославија. Со договор Србија да работи македонците од Гевгелија на север да бидат асимилирани во Срби, а Грција, македонците од Евзони, односно Мачуково по македонски на југ, да ги асимилира во Грција. Тие се тие интереси. И сега се растори Југославија, доживува дисолуција, повторно реинкарнира темата Македонија преку државноста на републиката и нормално анимозитетот кај сите по сите основи по темата Македонија, што ќе остане од нашата култура и историја ако ова парче воспостави ексклузивно право. И затоа ние предложивме едно решение кое за жал ниту политиката, ниту науката не го прифати за да ги релаксираме етничките тензиите помеѓу балканските метрополи по прашањето за Македонија после дисолуцијата на поранешна СФР, а тоа е дека ние требаше да, макар и еднострано да декларираме дека културата и историјата на Македонија не е ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси, како современи политички нации, во чије што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури и независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Точно дека сме единствена држава во светот со името Македонија. Точно е дека империјата Македонија историски не може да ја субституираме во Републиката Македонија. Да сме ние ексклузивци. Сите на овие простори имаат исто или слично културно-историско наследство, бидејќи сме биле делови на исти империи. И нормално загриженоста кај сите по темата Македонија. Или да така поедноставиме, кој е постаро, јајцето или кокошката? Кој ќе го носи ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија? И затоа феноменот, кој никаде на друго место го нема, сите на Балканот, како современи политички нации, секој ги обвинува останатите дека му ја крајат културата и историјата. Сите тврдат дека граничи со самите себе си од сите страни. Сите слават исти датуми, настани и личности, само зависи кој од која страна на границата е, за да каже мои се. И за Белград македонците се срби, за Софија бугари, за Атина грци, за Тирана албанци. Кога Белград тврди македонците се срби, Софија, Атина и Тирана молчат. Кога Софија тврди македонците се бугари, Атина, Тирана и Белград не коментираат. Кога Атина тврди македонците се грци, Тирана, Белград и Софија не се спротестуваат. Кога Тирана тврди, еве сега тие приказни се многу актуелни дека Александар бил албански, мајка му била Олимпија
Илирка, они се наследници на илирите, иако Илирија е на север од поранешна Југославија и така натаму. Дека останатите на тоа тврдење на Тирана не демантираат. Само кога ние велиме дека сме македонци, сите се обединети во негација по сите основи против Македонија. Да. Меѓутоа, ако македонците се и срби, и бугари, и грци, и албанци како политички нации, заклучокот е многу едноставен. Дека и србите, и бугарите, и грците, и албанците како политички нации во основа се етнички македонци. Тогаш има ли повод за омраза, за војна, за одмазда, независно од разликите во читањето на историјата? Па ние, како Светски македонски конгрес, кога го открива споменикот на Ѓорѓија Кастриот на Битпазар, отидовме положивме цвеќе. На прашањето зошто доаѓате како македонци, за вас е албанец, муслиман, за нас е македонец православен, затоа што и во Албанија е погребан во црква православна, а не во џамија. Меѓутоа, независно од разликите во читањето на историјата, ако претендираме на исти датуми настани личности, тоа не треба да биде повод за омраза и војна, туку треба да биде напротив повод за братство, за зближување, за разбирање, за почитување. Да, Петров, со оглед дека вашиот форум, СМК, Светски македонски конгрес и мојот форум Гласот на народот, можам со право да кажам, сме единствени кои даде максимална енергија за македонците во светот. Ја тука режита би ја замолил апропо асимилацијата на македонците во Беломорска Македонија, виножито, и режија ве молам, ако може да го пуштиме тој мал клип, па ќе коментирам. Во Северна Македонија, односно Јужна Грција. Јужна Грција, да. Северна Грција, Јужна Македонија. Јужна Македонија. Одиме со клипот. Само во 4 села низ Егејска Македонија се пееа македонски песни по разни панагјури и собири, сега се пеат на над 200 села. Децата се први во орото, македонски ора, кога играат оро, си пеат македонски песни, не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се узлават, го имат натре у срцето. Ки пулис да играат оро, народ ки пуле, ки си пеат. Кад се играат оро, ки си пеат. Музиката не пее, децата си пеат. Да. Ова е еден сегмент на оно за што збориме овие 25 години. Ние во континуитет како Гласот на народот, заедно со вас во соработка како Светски македонски конгрес, несебична поддршка дадовме токму за македонците во светот. Тоа е вториот циклус на прашање, има околу 13 минути. Каква е улогата на македонците во светот во заштита на државност? Историски факт е дека како независен пратеник во собранието на Република Македонија, на државата Македонија и како претседател на Светскиот македонски конгрес, го предложив 16-зрачното златно жолто сонце на црвена основа како символ на знаме, државното знаме на државата Македонија. И тоа е придонес на практично на македонците во светот. Идентификација. Тоа не го измислив јас, тоа беше идентификација на македонците, само идентификација на македонците во светот. Од кога после времената македонско-грчка согласност од 13 септември 1995 година државата тогаш СДСМ Стево Црвенковски со Каролос Папулјес се согласија да се смени знамето, Македонија да се откаже. Светскиот македонски конгрес како неформален светски парламент на македонците во целиот свет го прогласи за се македонски символ. И најголемиот број македонски заедници во светот се препознаваат, само идентификуваат со 16-зрачното златно жолто сонце на црвена основа. Светскиот македонски конгрес беше единствена наспроти Македонската академија на науките, која протестираше од времето на Блаже Ристевски, Никола Клюсев, дека ману тоа ќе го стори, меѓутоа до ден денес на таа тема не се огласија. Светскиот македонски конгрес 1990 година, 1990 на првото генерално собрание одржано во Скопје на 7-8 август донесе македонска национална програма. Тоа е единствен документ со таква содржина. Сме во неколкогодишна фаза на надградување на македонската национална програма, најверојатно до крајот на годината, почеток годината ќе излеземе, за да повторно ги мобилизираме македонците во светот.
Светскиот македонски конгрес го инициира референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа. Ја организира блокадата на македонско-грчката граница 1990 година. Се укина визите во Скопје, ги вадевме на граничниот премин Богородица во Гергелија. Не случајно, че речам, некојаш и ни се случаат у живот и некои работи. Да, тоаш јас без избркан од македонска телевизија, по барање на Али Ахмети, но дојдов со гласот на народот во Охрид. Дојдовте кај мене. Значи, не случајно, по Божја промисла, се вклучив со вас као гласот на народот. Битката ја водевме заедно сите. Да. Само еве овие 2 минути за актуелните збидувања околу кодушењето, околу предаствата, околу шпионажите. Каде ја води Македонија? Видовме поранешен председател на опозиција, актуелен премиер, следен со сето семејство, шпиониран. Министер за внатрешни работи на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски, бидејќи се спротивстави на октрираниот премиер, како и сега премиера сега лидер на СДСМ Ковачевски, односно Венко Филипче, и показна, добил следење, да го следат и да го снимат, Оливер Спасовски. Кој е вашиот коментар? Со тоа ќе финишираме, вемало? Па, не изненадува 2017 СДСМ како дојде на власт. Со објавите од прислушкуваните разговори кои ги организираше шарлатанот Зоран Заев. Објавија стотици прислушкувани разговори за да ја турнат власта на Груевски. Иако се покажа на крајот дека сето тоа е една обична лакрдија за политичка пресметка со неистомислениците. На крајот на краиштата и специјалното јавно обвинителство од против организиран криминал стана дувло на организираниот криминал кој се бореше против политичките неистомисленици на актуелната влада во тоа време СДСМ против ВМРО-ДПМН. Интересно што тие шпиони, како да ги наречеме. И таа указ си продолжува во наследство. Наместо да се спроведуваат надлежностите на Бирото за национална безбедност, на Агенцијата за разузнавање, се занимаваат со периферни прашања. Трајко се фатил со Елена, со лични прашања од приватноста на граѓаните, нарушувајќи ги правата и слободите со уставот и законите. И затоа сметам дека и последната афера мора јавното обвинителство да ја разоткрие, следените и прислушкуваните лица јавно да бидат објавени, за да можат си побарат заштита на правата и слободите. И мора некоја реорганизација во овие служби за да си вршат државничките надлежности, а не да се занимаваат со приватноста на граѓаните во државата Македонија. Петров, во 2 минути е на порака само, вашата камера. Пораката, доколку ја сакаме Македонија, подитно и безусловно едностранно раскинување на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и протоколот што сега е во постапка пред Уставниот суд од Лилјана Попуска и од Светскиот македонски конгрес од 17 јули 2022 година, кој е практично анекс на договорот, затоа што во него се содржани сите историски, идентитетски и образовни прашања за имплементација на договорот од 1 август 2017 година. Итно и безусловно едностранно раскинување на спогодбата Димитров-Кодзијес. Итно и безусловно едностранно распуштање на македонско-грчката и македонско-бугарската меѓувладина комисија за ревизија на македонската историја и итно и безусловно продолжување на членството во Обединетите нации под единственото државно, историско, генеричко име кој се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија. Доволно е председателот, премиерот или министерот за надворешни работи, бидејќи таа постапка не подлежи на процедура во собранието или владата, да поднесат нота до генералниот секретар и Обединетите нации дека за Македонија тие спогодби представуваат. И да се повикуваат на членот 4 од повелбата на Обединетите нации. Истата порака испрати се сеќавате од нашата заедничка мисија Робин Онил.
уште 2012-14, кога беше председател. Ова е преседан во светската историја на народите и државите. Почитувани, пред да го поздравам мојот соговорник, да ве поздравам со еден одивен збор. Македонија не е само географија, таа е светилиште на народната волја, идентитетот и на достоинството. Денес, како што реков, односно вчера, 34 години од референдумот, народот прашува дали се гордееме со независноста или ја тагуваме како продадена идеја. Ви благодарам што бевте со нас, ова беше гласот на народот. Да му посакам добро здраве и благодарам на мојот соговорник Тодор Петров, председател Здрави живот за сите кои не гледа и за сите македонци во Македонија и во светот. И од мене голем поздрав. Ви посакам добро здраве, почитувани. Во петок ми е исто еден доста добар соговорник како Тодор Петров. Во магазин со Томич, 21 часот, гледајте не, а вечерва токму на полноќ репризата на оваа емисија и во недела на едно утринско кафе или после литургијата, репризата од оваа емисија. За многу години пријат вечер. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.